Покана од апелациониот суд за одржување на јавната седница. Чекаме, се надеваме најскоро, бидејќи поминаа веќе 7-8 дена, а знаеме дека законскиот рок за закажување на јавна седница по жалбата на одбраната е во рок од 3 дена. Така да малку и чудно што до сега се одолговлекува. Какви се вашите очекувања со оглед на тоа што веќе имаше јавни седници за други обвинети на кои беа одбиени барањата за диски закон? Во однос на нашиот клиент, господинот Мјалков, сметаме дека притворот е определен спротивно на законот, пред се поради тоа што решението е донесено во постапка без да може истиот да се произнесе по таквиот предлог, односно спротивно на начелото на контрадикторност во кривичната постапка, зашто впрочем имаме и судска пракса од Меѓународниот суд, Европскиот суд за човекови права, дека секогаш кога се преиначува мерка кон построго, судот е должен да го покани обвинетиот да даде свој исказ, односно да се произнесе по однос на предлогот за определување на мерки. Околу тие 11 милиони што ги спомнувавте во соопштението во вашата реакција како одбрана, велите дека тие немаат поврзаност со Мјалков. Сметате дека СЈО нема некакви докази околу тоа? Целото решение, односно диспозитивот на решението е донесен на врз база на предпоставки. Господинот Мјалков нема никаква поврзаност со таа финансиска трансакција, ниту пак со износот кој што се споменува. Во медиумите веќе излезе кој е поврзан со таа трансакција и поради што е случајна таа трансакција. Така да господинот Мјалков тврдам дека обвинителството не може да го доведе во никаква поврзаност со таквата трансакција и поради само такви предпоставки во услови на почитување на сите досега изречени мерки, смета одбраната дека нема никаков основ за определување на мерката притвор. Кога рековте има во јавноста, мислите на дијамет на таа Се разбира, да. Гледавме и во телевизиски емисии имаше подробно објаснето, ми се чини на вашата телевизија, а и во другите медиуми, пишаните, имаше јасно се обелодени во врска со што се тие трансакции и тука не може да се бара никаква поврзаност со нашиот клиент. Може да кажам, дали има некоја жалба од страна на Мјалков во врска со условите во затворот Шупка? Има ли некоја? Не. Нема никакви поплаки. Значи има VIP третман или? Не се работи за VIP третман, смета дека е коректно како што дозволуваат условите во затворот, така да нема никакви поплаки.